Здраво, ова е подкаст од каде се парите, а јас сум Горан Теменугов. Во оваа епизода ќе зборуваме за банкарскиот сектор. Сите ние што имаме кредити со променлива стапка, а сме врзани и со девизна клаузула, односно со еврото, во последно време ратите ни се малку поголемки, по машалка, што би се рекло. Прашање е до кога така ќе биде и дали ние може да се надеваме во скоро време дека ќе се намалат овие камати. Освен за ова ќе зборуваме општо и за каматите за кредитирањето, но и за високите профити на банките, како и за провизиите што ни ги наплаќаат. Секако тема ќе ни бидат и распределбата на дивидендите во банкарскиот сектор. Законот за облигации исто така ќе биде тема на денешниот подкаст и дали владата го гали банкарскиот сектор и тој не допирлив за останатите, односно малце му прогледува низ прсти затоа што им запишува државни обврзници, со тоа ги финансира буџетски и го финансира буџетскиот дефицит. На темиве можеби најповикана да зборува е претседателката на Македонската банкарска асоциација Маја Штериева и за неја изјавилиме добре дојдовте. Добре најдов, ви благодарам за поканата. Пред да почнеме со разговорот, уште да дополнам, не е само претседателка на Македонската банкарска асоциација, долгогодишна банкарка е, значи на една висока функција во една од најголемите банки во држава, мислам во најголемата според капиталот што го има, но исто така и универзитетска професорка и предава банкарство, така што можеме да зборуваме малце и за пошироко, освен како претседателка на МБА. Значи најавив за што ќе зборуваме. Сите очекуваат да видат што ќе кажете за профитите и за дивидендите на банкарскиот сектор, бидејќи сите некако се наежуваат кога ќе видат 50 милиона, 60 милиона добивка, па сите криза е, како не е за банките, но тоа ќе го оставиме понатаму во подкастот. Првино на што го најавив како централно, а тоа е се каматите, но посебно за оние што имаат променливи каматни стапки и што се врзани со девизна клаузула, односно со еврото. Може ли да се очекува во скорешно време да почне намалување на овие камати? Па добро, кај каматните стапки, како што ни е познато, целиот тој процес на зголемување на каматните стапки започна со зголемувањето на инфлацијата, со инфлаторните очекувања во светот, во Европа. Имаше интервенција на зголемување на каматните стапки од страна на Европската централна банка, федералните резерви, од страна на нашата Централна банка, односно Народна банка на Македонија, така што тоа беше период на зголемување на каматните стапки, кога имавме континуирано зголемување на инфлацијата, голема неизвестност, политички случувања кои што се уште во тоа време упатуваа на таа неизвестност какви ќе бидат пазарите и финансиските пазари, и растот на економијата и инфлацијата. Во моментот може да се оцени дека инфлацијата е колку толку забавена генерално, но се уште постои неизвестност и очигледно е дека централните банки уште малку ќе тактизираат, но очекувањата генерално на сите аналитичари се дека до крајот на годината би започнал процесот на намалување на каматните стапки. Уште кон крајот на минатата година коментарите беа дека во втората половина, односно со состаноците на ЕЦБ и на федералните резерви од мај од оваа година, кои што се очекува да се одржуваат, веќе би можело да дојде до намалување на каматните стапки со оглед на стабилизирање на инфлацијата. Соодветно на тоа, очекувам дека и нашата Народна банка, можеби во втората половина на годината, зависно од нивните мерења, бидејќи сепак тие ги следат макроекономските показатели во земјата, стабилноста на системот и така натаму, бидејќи како што знаеме ценовната стабилност е една од главните таргети, така што тогаш би можело да се интервенира на нивото на каматните стапки. Да, но сега имаме два елемента во приказнава. Имаме камати кои што се врзани со кредити кои што се во денари, имаме во евра. Во евра нагло, што се вика преку ноќ се зголемија, додека кај денарските кредити каматите малце поспоро растеа. Тоа транзициониот период беше подолг кај денарите, а додека кај еврата буквално што се вика преку ноќ во рок од 1 до 2 месеца, како што растеше еуриборот, 6-месечниот еурибор, скок на каматите. Сега
тој транзиционен период дали ќе биде во обратна насока исто така брз или ќе биде малце поспор, бидејќи како викаме кога нешто се зголемува оди нагло, а кога доаѓа да се намалува малце поспоро. Дали на пример кога овие кредити што имаат евро девизна клаузула со евро на пример поврзани, исто така нагло може да се падне ако падне Еврорибор? Апсолутно, да. Значи вака да почнеме поред. Прво кај Евриборот и кај еврото, првиот квартал од 22 година имавме негативни каматни стапки 0,5. Да. Минатата година ја завршивме со 3,8. Сега и 4,14 и така натаму. Но како и да е, значи имаше едно драстично зголемување кое што е над 4,4 поени за тој период кога централните банки интервенираа со континуирано зголемување на каматните стапки. Што е разликата споредено пак со нашата состојба кај динарските кредити? Ние имавме почетокот на 22 година 1,25 каматна стапка на благајничките записи, крај на 23-та 6,30. Но гледано кај кредитите, кај населението од 5,8 просечната, зборувам за респективно исти периоди, таа порасна на 6,5. 5,8, 6,5. Кај правните лица од 3,5 на 5. Значи, процентот, односно базичните поени, и кај правните лица е само 150 базични поени, кај денарите. Значи, кај денарите ние немавме такво зголемување на каматните стапки. Кај оние кои што се зошто е тоа така, затоа што како референтна каматна стапка за променливост кај денарите се зема националната референтна стапка, тоа е просечната каматна стапка на депозитите, додека кај еврото, нели како што споменавте и вие, се зема 6-месечниот Еврибор. Во оној момент кога на финансиските пазари во Европа, помеѓу интербанкарската како интербанкарска стапка, настанува промена како рефлексија на интервенцијата на Централната банка, на Европската Централна банка, тоа автоматски почнува да се пренесува кај кредитите. Значи во оној момент кога Европска Централна банка, да кажеме, ќе прогласи прво намалување на каматните стапки, очекуваме дека пазарите во Европа веднаш ќе реагираат, тоа ќе се рефлектира на 6-месечниот Еврибор. Тоа пак значи дека кредитите со девизна клаузула или девизните кредити кои имаат варијабилна каматна стапка врзана со Евриборот, во зависност од договорот, за многу кратко време ќе почнат да се намалуваат. Значи, оние клиенти кои имаат во своите договори дека им се применува 6-месечен Еврибор, кој што се менува на 1 месец, тогаш веќе 1 месец по промената тие во наредниот период ќе имаат намалување. Кај некои кредити е тоа со 3-месечна промена, со 6-месечна промена, но ретко кога е поголем тој период на менување на стапките, така да во оној момент кога ќе почне да паѓа еврото, односно ќе почне да паѓа 6-месечниот Еврибор, тогаш ќе почне веднаш да се рефлектира тоа на каматните стапки со променлива каматна, односно со варијабилна каматна стапка. Да напоменеме дека на пример кога ЕЦБ ќе донесе одлука за намалување, ако донесе одлука за намалување на каматните стапки, транзициониот период во Европската унија на Еврориборот 6 месеци е некаде околу 7 недела, колку што знам. Веднаш ќе веднаш реагираат пазарите, со тоа што кај нас после тоа ако може да биде на 1 месец, на 3 месеци, на 6 месеци да се примени таа стапка во зависност од договорите што го имаат клиентите. Тој клиент треба да се го види договорот во очекување дека ќе му се намали каматната стапка, да се го види договорот со каква клаузула за променливост, односно период на променливост му е определен 6-месечниот Еврибор и во зависно од тоа нели ќе настане промената на каматните стапки. Додека пак кај денарите, за да имаме намалување на каматните стапки на кредитите, ќе треба да имаме намалување на референтната стапка која е врзана за депозитите. Значи ќе треба банките да почнат прво да ги намалуваат каматните стапки на страната на депозитите, па потоа да почнат да се намалуваат каматните стапки кои што се зборувам кај голем дел од банките кај кои што променливоста на стапките диференцира со НРС, односно таа национална референтна стапка, додека кај фиксните стапки нели како што познато нема да има променливост и за жал сите оние кои што во овој период на повисоки каматни стапки на страната на кредитите зеле со фиксна каматна стапка,
таа останува како така. Се останува. Да, значи во овој момент расте кредитирањето. Интересно е што расте кредитирањето во последно време. Се обиде Народната банка да го запре малку кредитирањето, да го намали, но повторно расте. Сега доаѓаме до едно друго прашање, дали сега се исплати да се направи конверзија на кредитите во денарски, оние што имаат евро клаузула да ги префрлат во денарски. Бидејќи транзицијата веројатно со кај денарската оди послабо, а не послабо, се извинувам, поспоро, така што дали се исплати да се направи во денарски или да се остане со евро клаузула? Што е разликата? Зошто имаме и денарски и евро клаузули? Добре, вака јас прво накратко ќе се вратам на една ваша реченица, кога рековте дека Централната банка се обидува да го намали кредитирањето. Всушност тенденцијата на Централната банка никогаш не е да го намали кредитирањето, туку да стерилизира. Така, да го забави. Значи генерално, зависно нели од макроекономските показатели и од состојбата во системот, централните банки секогаш би сакале да има раст и да има развој. Да, ама кај нас одат малце во потрошувачки кредити, бидејќи тоа е најголемата ставка на кредитирање, ги гледав податоците, доминира потрошувачките, па малце да ја намалат потрошувачките за да не оди на инфлацијата. Во населението, Народната банка има многу убави инструменти со кои што го регулира тој дел на евентуално презадолжување на населението, опасности од циклуси, опасности од настанување на нефункционални кредити. Да се вратам на прашањето што беше поврзано со конверзијата. Значи, конверзијата беше, принцип, најголемиот дел од субјектите кои земаат девизни кредити или денарски со девизна клаузула се поведуваат од каматната ставка. Малку кој од нив, значи ние имаме субјекти, правни лица, кои што имаат девизни приливи и кај кои што со цел на согласување на валутната структура, значи има приливи во евра, па отплаќа во евра, него едноставно му одговара да земе таков кредит. Но кај останатите субјекти кои имаат приливи во денари, без оглед што се изложени на валутен ризик, сите рачунаме на тоа дека ние децениски имаме стабилен курс на денарот и дека не може да се појават некои значајни курсни разлики од кои што би настрадале кредитокорисниците, така што главниот мотив е нели поврзан со каматната стапка. Сега дали да се прават конверзии, неблагодарно е тоа, секој си ги знае своите сметки и своите можности за отплата на ануитетите. Мислам дека оние кои што во периодот на раст на каматните стапки беа во девизни кредити и беа практично изложени малку повеќе на каматен ризик, тие конверзијата доколку беа во можност да направат кон динарските кредити ја направија. Така што во момент на вистина не би очекувала дека клиентите сега ќе допрва би правеле конверзија. На типот на каматна ставка. Да, бидејќи се очекува дека ќе се намалат, а транзицијата е побрза кај со девизна клаузула кој или со евро поврзани, да, така што видите и банките во делот на одобрување на девизни кредити или денарски со девизна клаузула имаат одредено условно кажано ограничување, постои еден показател кај банките кој што се однесува на отворената девизна позиција. Тоа е пресметка која се однесува на девизната актива и девизната пасива. И доколку таа не се управува соодветно или банката не сака да има голема отворена позиција, во тој случај едноставно може да биде делом на одлука дека што е одобрено во девизна компонента е одобрено и ако не е упарено со девизен извор, во тој случај банката нема да одобрува или да конвертира повеќе кредити, односно да одобрува принцип. Од секогаш ми било интересно прашањето да го поставам на банкарите, а тоа е зошто, а и јавноста го поставува тоа прашање, депозитите, каматите на депозитите, тоа се нашите заштеди на граѓаните и на компаниите што ги даваат парите во банка, секогаш на пример еве сега е некаде по 2% просечна на депозитите, не еден и нешто не под 2 е, а на пример на каматите на кредитите е околу 6, нешто под 6 од 100. Зошто секогаш депозитите се драстично пониски од на каматите на кредитите? Која е логиката? Видите, прво, не се толку драстични, но помали, затоа што вие сега ги земате
пиковите, највисоката, можеби највисоката на страната Просекот на Народна банка ги гледав да ги овие, гледав. При што во тој просек рачуните дека влегуваат голем дел, бидејќи во структурата на депозитите многу голем дел се повидување или со кратки рочности, македонското население предпоставувам поведено од лошото искуство во минатото, значи зборувам за бивша Југославија, за робеното девизно штедење, страф од неизвестност, различни шпекулации, па дури некогаш за жал морам да споменам и медиумски шпекулации. Да, се сеќам на тие, и овде има прво помногу време. Да, за жал кај населението се создаде паника, да повлекуваат по секоја цена и по цена некогаш да губат камата и така натака. И тоа само по себе доведува до склонност да се штеди на покуси рокови. И на покуси рокови токму заради тоа во таа пресметка куците рокови со пониски каматни ставки повлекуваат да просекот на каматната стапка биде понизок. Доколку тие се трансформираат во подолги рочности, ќе видите дека пак на страната на кредитите најчесто вие имате кредит повидување. Кредитот е 5 години, 10 години, 20, 25, ако е стамбени се тоа сериозни. Така да ако земете ручно да ги наблюдувате, ќе видите дека тоа е еден од факторите, едно од влијанијата како се детерминираат каматните стапки. Но во основа разликата помеѓу пасивните и активните каматни стапки нели мора да постои за да се формира каматната маргина, која што би требало да се би требало да биде премија за ризикот практично кај кредитите. Бидејќи во цената на значи цената кога се формира за кредитите, односно каматната стапка за кредитите, вие тука имате повеќе компоненти. Почнуваме од цената на депозитите. Тука се зема во предвид задолжителната резерва, односно делот од депозитите кој што банката воопшто не може да го уплати, односно има каматна стапка 0. Потоа на тоа додавате одреден процент што е премија за ризик за кредитите, која е да кажем на некој начин или упростечена или минимална премија за ризик и врз основа на тоа ја градите активната каматна стапка. Но потоа, дури и кај активната каматна стапка, зависно од типот на кредити или кредитни изложености, сега ќе го потребам тој термин и ќе ви обяснам зошто, дури и таму повторно имате разлика. Ако е кредитот обезбеден, тогаш и ако е кредитокорисникот бонитетен, имате една каматна стапка. Кај картичките и кај потрошувачките кредити секаде во свет, бидејќи се сметат за необезбедени инструменти, каматните стапки се многу високи. Дури има земји каде што тие каматни стапки се колку кај нас високи, па дури и повисоки од колку кај нас. Така што тоа пак влијае при формирањето на таа просечна каматна стапка. Доаѓаме до моментот она што Народната банка исто така го донесе како одлука, тоа е да го зајакне штедењето во денари, донесе мерка каде што се што ќе понуди, например, банкарскиот сектор, банките, над 2 години за граѓаните штедење, у суштина банките да не резервираат доволно средства, односно да не резервираат средства, да биде нула. У суштина, да ги охрабри банките да даваат и да ги охрабри граѓаните да земаат над 2 години. Зошто толку се инсистира во последно време на денарското штедење? Која е логиката за во денари да се штеди? Генерално видите, ние секогаш во Македонија се на Централната банка настојувала да ја зајакне денаризацијата. Ние секогаш традиционално како население штедиме во евра во известна мера и во еден период кога денарските каматни стапки беа тие секогаш биле повисоки од евро каматните стапки, бидејќи доминиран или евро заштедата во Македонија, кога беа на вистина многу поатрактивни, почна да се менува полека структурата на штедењето и процентуалното учество на денарските кредити се повеќе да се зголемува. Бидејќи, меѓу другото, во одредени периоди, нели рековме, имало негативна каматна стапка на евро, кога банките даваа 0,01 или речиси кода не даваа камата на евро депозитите. Тоа е аспектот на денаризацијата, но исто така тука треба да се земе во предвид дека настрана од основната функција за рочна трансформација која банките обезбедуваат на населението да штеди на краток рок, а банките да одобруваат кредити на долг рок, секогаш заради тие рочни усогласувања, бидејќи постојат посебни
механизми за следење на рочната согласеност на изворите и на средствата, односно на депозитите и на кредитите, најчесто нивни, иако пошироката слика е дека тука се земаат во предвид и кредитите во странски банки, хартиите од вредност и така натака. Секогаш целта била да се стимулираат подолгорочните заштеди, бидејќи тие даваат известна поголема мерка на стабилност на депозитната база. Да, а тоа е многу важно, депозитната база за банките, бидејќи ние сме класична она со депозити финансирање, сите кредити што доаѓаат, што ги земаме ние како граѓани и како фирми, се у суштина базата е депозитите на граѓаните и на фирмите. У суштина вие работите како банкари со заштедите на граѓаните. Значи тоа е основата, од таму ги црти моќта. Тоа е една од основните функции практично на банките. Така. Практично тоа се три основни функции, или нешто што се учи во прва година, односно тоа е прва лекција од предметот банкарство, дека банките настрана на што ние го знаеме дека е нели посредник помеѓу суфицитарните и дефицитарните субјекти, попластично од објаснување на тоа што тоа би било е дека банката возможува трансформација на големините, бидејќи вие имате многу мали штедачи од 1000 денари, 100.000 денари, 50.000 денари, а на крај давате кредит кој што е у илјадници евра, значи сите тие мали количини банката само возможува. Ниеден друг субјект не може да направи таа трансформација на големините. Понатаму нерочностите, краткиве рокови, депозитите, поведување, само банка и банкарски систем може да ги трансформира во пласмани на долги рокови и трансформација на ризикот. Дали вие како физичко лице туку така би запишале обврзница од некој од компаниите, било која, не е битно. Добро, окей, го објаснивме сега тој дел малце и професорски, да, и професорски за пошироката јавност, и доаѓаме до спомнавте кредитирањето, трансформацијата у суштина на парите, на депозитите, како се трансформираат во кредитирање. Многу поплаки од јавноста дека банките се многу крути кога треба да дадат да кредитираат, барано е за добри проекти, барано е за ова, па не им е дадено, па се жалат, па зашто нас да не одбијат. Едноставно, ајде први на оној митот да го разбиеме, дали толку добри проекти има во државава, а банките се премногу крути и не сакаат да финансираат добри проекти. Нема толку многу добри. Има добри, навистина. Имаме извонредни проекти, имаме извонредни клиенти кои што од првата точка кога ќе почнат некој проект додека не го завршат проектот, се е под конец, малте некако по книга, совршени речиси, условно ако нешто може да биде совршено. Но секако имаме и клиенти кои што имаат некој бизнис, па сакаат да почнат некој друг бизнис, па имаат обезбедување, па немаат обезбедување, па имаат книги и биланси кои што не се до крај средени како што треба да бидат средени. Клиенти кои што повеќе сака газдата, кој што да кажеме условно може би е машин без никакво или подценување, но е машински инженер, електроинженер, некој кој што никогаш со книги, со книговодство и со финанси немал допирна точка, но смета дека тој треба да му каже на својот финансиски директор како треба да се прават проекциите на билансите кои што ќе се носат во банка. Не, сега малку можеби ги поедноставувам работите, но како и да е. Објективно имаме добри проекти, но немаме доволно добри проекти кои што и компании кои што би можеле да го соберат целиот потенцијал на нашиот банкарски сектор. Каков е тој потенцијал? Нашиот, видете, не е битна големината, дали ние ќе зборуваме за колку милијарди денари зборуваме. Битно е колкава е стапката на конверзија од депозитите во кредити. Значи тоа што се нарекува loan to deposit ratio, колку, односно коефициент на кредити наспроти депозити, колку депозитната база е искористена за кредити, а кај нас таа периодично варирала, но никогаш не била над 80-90% како во многу земји. Зошто? Затоа што сепак банките сакаат да имаат контрола над ризикот и тоа не е некоја замислена категорија сакам ја да го контролирам ризикот. На крајот на денот тоа значи дека ако некој не го врати кредитот, значи сме превзеле поголем ризик, ние треба од дел од профитот
дел, па поголем дел, па уште поголем дел. Да ве навратам, ако тргнеме по билансите на нашиот систем, ние секако ќе видиме пикови кога имало многу големи такви резерви, токму ради тие ненаплатени, нефункционални кредити. Ние не би биле многу стрикни, не би сакале од профитот да се носи толку многу во тие резервации, во тие резерви, би биле затоа што тоа покажува дека тие пари се одобрени кредити, но тие не оствариле својата економска функција. Значи, дека ние сме го одобриле кредитот, но тој не бил добро искористен проектот. Пропаднал парите, грубо кажано, како во бунар фрлени, така да тоа не е идејата на ниеден банкар. Така. Иако, знаете, кога ќе ни речат, вие се пишувате записи, дали се благајнички, дали се државни, дали се обврзници, не кредитирате, секогаш би сакале повеќе да кредитираме. Секогаш би сакале повеќе. Добро, Сигурно. но еве, исто така има големи забелешки зошто стартапи не се финансираат во Македонија, имаат идеи, имаме млади луѓе, не толку млади луѓе што имаат идеи, што им требаат пари, а немаат колатерала обезбедување, имаат во некој стан, нешто ситно, некоја земја, нешто имотче, некое мало, но немаат доволно, на пример им треба за да почнат на бизнис од €1.000.000, имаат колатерала од 250.000, 300.000 или половина милион. И сега идејата е добра, во тренд и сето тоа, има сериозни забелешки на сето тоа. Добро, окей. Ајде, зашто се насмеавте? Сега се би. Добро, вака се насмеав затоа што кога го спримавме овој разговор, ние договоривме дека ќе зборуваме за ова прашање и бидејќи еден од предметите што јас го придавам е финансии на предприемништво, извадив од книгата една табела за да подискутираме на оваа тема, бидејќи е многу тешко да се дискутира на оваа тема. И впрочем, дури не само што извадив табелата, дури отворив да видам книгава да не е одамна издадена, да не од 70-тите години, не. Ова е од 2019 година и табелата е уште иста, која вели дека кај комерцијалните банки стартапите доаѓаат во 4-та фаза. Значи, тие поминуваат фаза на развој, на стартап, на ран раст, па дури кога се во експансија. А почетокот го финансираат тие лично, од свој пари, од семејството, од пријателите, од други облици, да кажеме, еден од начините е нели кога добавувачите даваат почек и така натака. И практично сите тие сит фази и така натака се финансираат додека да дојдат до банката од други облици. Меѓу другото, ние нели имаме фонд за иновации и тоа во многу земји. Добро, се јас се морам да се насмеам за нашиот фонд за иновации, ама нема да го коментирам бидејќи тоа не е коректно. Така, али е за коментирање, али во друга прилика. Ако се гледа по учебнички гледано, затоа ви кажувам уште еднаш не водев сметка да не рече некој, таму некои книги. Не е тоа таму некои книги, ќе ви ги кажам и статистиките. Значи, ние тука меѓу време имаме ангели, имаме корпоративни стратегиски партнери, венчур капитал, имаме владени програми и така натака, да не ви ги читам сега. Но како и да е, банките доаѓаат дури во некоја фаза кога колку толку се гледа што ќе биде од тоа. Кога има опипливо нешто, значи од бизнисот. Кога може да се направи некој бизнис план. Да, и меѓу другото, како што кажавте, ви ги споменавте Соединетите држави, иако во светски рамки таа стапка на успешност на стартапите е релативно ниска, со исклучок на неколку земји, ќе ви кажам тоа, Америка има само 20% успешност на годишно, значи гледано статистички на годишно стартапите што почнуваат. Сега тоа ако го гледаме во кредитирање, знаете што значи тоа? Дека ние ако одобриме, не знам, 10 милиони евра, така, само 2 ќе евра. Само 2 милиони. 8 ќе изгорат. Тоа е приказната со стартапите. Затоа и постојат владени програми за поддршка настрана од ова останатото. А најуспешна земја со стартапите е Швајцарија со 35%, пак замислете колку е тоа мал процент, и тоа со биотехнолошки сектор. Многу е битно пак кај стартапите и од кој тип се. Дали се иновативни или се репликативни. Кај репликативните, сите оние фактори кои што влијаат на успешноста
се многу по-ригорозни, потешки и полесно го уништуваат стартапот. Додека кај иновативните, ама тоа треба да биде вистинска иновација. Затоа ја споменав Швајцарија, биотехнологија. Така, значи инвестирање кај нас, доаѓаат од банкарскиот сектор, реков дека сте директорка во најголемата македонска банка. Доаѓаат долги години сте таму директорка. Дали доаѓаат кај вас стартапи, дали како класична банка која се финансира од депозити, а не инвестициона банка како што постојат на пример во Америка, пред се во Америка, дали кога ќе дојдат стартапите кај вас, вие ги одобрувате или сте малце така резервирани, буквално заради се ова, што го наведовте претходно, и дали препознавате дека кај нас има потенцијал за иновативни стартапи? И дали сте одобриле иновативни стартапи? Сте се сретнале со некој така иновативен што ќе ви рече, овде може да успее? Знаете како, кај нас генерално, ако прво јас морам да истакнам дека банката од која што јас доаѓам, накратко само за тоа ќе се осврнам, е банка која што е најголем кредитор на корпоративниот сектор. И кога зборувам за корпоративниот, зборувам за портфолио во кое што се меѓу некои од најголемите македонски компании. Ние имаме во нашето портфолио мали и средни претпријатија, можеби некој стартап ќе се провлекол, но тоа е многу мал дел. Имаме други банки во Македонија кои што навистина биле фокусирани на поддршка на тие микро и мали претпријатија, при што мислам дека една од тие банки навистина многу успешно ја остваруваше таа функција на поддршка на тие почетни, односно пред се микро претпријатија. Но генерално кај големите банки, дури кога е проектно финансирање во прашање, зборуваме, значи проектно финансирање на идеи или проекти кај кои што извесен подолг период тој проект сам по себе не генерира приходи. Дури во тие случаи ретко кога го одобруваме без да имаме уште еден, условно кажано, пристапувач кон долг, бизнис кој што за секој случај, доколку проектот не успее, ќе може да сервисира. Не е дека не кредитираме проектно финансирање. Проектното финансирање последниве години се повеќе се зголемува во Македонија, но навистина, или вие да сте на наше место, кога некој ќе ви донесе проект со проектирани биланси, во кој што 3 пати треба да видите дали параметрите за проекцијата, пред се секогаш тие проекции зависат од некои параметри, знаете, може да кажете, вие ќе имам ја стапка на бруто домашен производ 5% која е вградена во моделот, или каматна стапка од 2%, а каматната стапка ќе отиде на 6 и така натака, и целиот бизнес план на крај на денот ќе биде неуспешен. Знаете како вели народот, хартија трпи се. Така. На крајот на денот вие како банкар одговарате за нечии пари. Вие преска споменавте, нели, работите со депозитите. Така. Тоа е основата од што се одговорни сте да обезбедите враќање на тие кредити, затоа што ќе треба да ги вратите депозитите. Така. Но ќе испуштавме за малце нешто што го спомнавме во подготовката на разговоров. Онака овлаш ми го спомнавте, ама тоа кај мене се запали црвеното светло, бидејќи нели следам и пошироко економија, не само банкарскиот сектор, а следам и политика. И спомнавте дека вие во моментов немате најјасен одговор дека кредитирањето расте, например со 5% годишно, 6% годишно и сето тоа, но не расте бруто домашниот производ, односно во 2023 година некаде околу 1% е растот на БДП. Имаме у суштина секој кредитирање, значи вбризгување на пари во системот, и тие пари се трошат и треба да се рефлектираат, значи и на бруто домашниот производ. Значи би требало да се рефлектираат на бруто домашниот производ, бидејќи знаеме што е бруто домашниот производ, секој е добро произведено во државата и дадена услуга изразена во пари едноставно. Значи кога ќе имаме големо финансирање, големи пари во системот, нормално кои што се употребуваат за купување на добра или за давање на купување на услуги, треба да порасне бруто домашниот производ. Овде немаме таква трансмисија. Зошто? Видите, јас по подготовките за овој настап со вас, и тогаш и сега истото ќе го кажам, дека навистина не можеме да очекуваме дека
стапките на кредитирање ќе бидат идентични со стапката на раст на општествениот производ, но дека во најмала мера, кога тоа би се ставило во макроекономски модел, треба да има подобра стапка на раст на бруто општествениот производ, подобра во смисла повисока, која има некаква логична поврзаност со растот на кредитирањето. Може би на стапка од 5%, 6% раст на кредитирање, тоа и не е толку, нема да биде толку видливо или тој time lag би бил подоценежен, но ние споменавме предходно дека во Македонија имало стапки на раст кои што на кредитирање кои достигували до 40%. Така, во 2007 мислам. Пред големата криза 2008. Така, 2007 е тоа. Па дури еве, да речеме и кризата била и после тоа, ние никогаш не сме виделе драматични стапки на раст на општествениот производ, тој си некако како да каска. И навистина не би можела да дадам одговор на тоа и за мене е тоа енигма на некој начин. Иако ако земеме во предвид дека во Македонија нивото на сива економија е децениски високо, дури би рекла застрашувачки на некој начин, како тоа ние функционираме со такво ниво на сива економија, затоа што како што ќе се навратиме кај законот за облигациони односи, Так, да. исто ќе го споменам и од дека функционирањето и дозволувањето да функционира сивата економија не е фаворизирање на субјектите кои работат, не е само фаворизирање на субјектите кои работат во сива економија, односно тие кои што се дел од сивата економија, туку е негативно влијание на сите субјекти кои што пријавуваат се, известуваат за се, плаќаат даноци за се, значи сите оние кои што се најуредни во исполнување на сите своји општествени економски обврски, тие на некој начин се во подредена, во полоша ситуација од оние кои што работат во сферата на сивата економија. Значи, може би еден од проблемите во сивата економија, затоа и немаме толку раст на бруто домашниот производ, а имаме раст на кредитирањето. Има голема разлика во сето тоа, но доаѓаме ајде сега до оноа што веројатно сите сакаат да го слушнат, тоа се профитите на банките и дивидендите на банките и односот на банките, банкарскиот сектор со власта, бидејќи не влеговте во солидарниот данок, ги поштеди државата банките, ништо не носи закони против банките за да ги ограничи нивните високи профити затоа што ја финансираат секоја влада со врзници, купување, запишување. Значи, ајде први дали владите ве галат и дали со нив сте секогаш во добри односи со сите влади, бидејќи ниедна според јавноста нема преземено мерки за да ги ограничи вашите профити, кои што, например, сега се над 230 милиона евра за 2023 година. Тоа е сериозна сума, иако морам да напоменам, веројатно и вие тоа ќе го кажете, регионално не сме најдобри, можеби сме на 4-то или 5-то место банкарскиот сектор според профитите, бидејќи Словенија, Србија, Хрватска се пред нас по растот на профитите во банкарскиот сектор. Ајде да одговориме дали сте галени како банкарски сектор. Па вака, знаете, јас можам да ви кажам, не сме галени. Ама настрана од тоа ќе ви илустрирам со нешто друго. Се сеќавате случајот на Евростандард банка и се сеќавате дека фондот за осигурување на депозити до тој момент требаше да ги исплати само осигурените депозити. Исто така во тоа време се случи еден од политичарите да се појави во јавност и да каже дека се ќе биде покриено. Тоа беше изјава против законот за осигурување на депозити. Нешто што го фаворизира моралниот хазард, втора лекција по банкарство. Значи, една од најстрашните работи е морален хазард по банкарство. И беше на некој начин удар на системот. Не дојде до тоа, но вака или онака, на крајот се донесоа да се изменија законите, да на крајот на денот беа обештетени сите штедачи од страна на фондот за осигурување на депозити. Фондот за осигурување на депозити е фонд кој што го полнат банките. Исклучиво банките.
Значи ние можеме тука да кажеме сега да тоа е фонд во државна собственост. Формално директорот и луѓето кои што се вработуваат се државни службеници, можеби, не знам дали се државни, но како и да е, се води дека е по закон е државен фонд, но парите во тој фонд доаѓаат од банките. Значи, во тој момент беа испразнети, добро, но намалени средствата во фондот кои што банките ги уплаќаат и кои што влијаат директно на профитот на банките. Дали ова вие мислите дека е галење од страна на државата и власт? Добро, се амале, со солидарниот данок не беше бе популистичка мерка. Бидејќи секое физичко лице по европските директиви, кое што над одреден износ, кај нив е можеби за нијанса повисок износот, додека е мал износот, тоа е штедење. Кога станува голем износ, тоа е инвестиција. И третманот од аспект на негово покривање подразбира дека ако имате големи износи, треба да знаете каде ги вложувате парите. Банките во Македонија сите ги објавуваат своите извештаи и секој лице кое што ќе стави некаде пари по каматна ставка која што е повисока од она што е некоја нормала за системот, треба да се запреша зошто некоја банка му дава толкава висока каматна ставка. Така да мислам во тој случај не беше галење, а во случајот со солидарниот данок едноставно математиката и методологијата за присметка само една банка опфати. Да, имаше таму математики кои што растот да биде над 20%, остаток па тоа да се даночи, така на просеци од 3 години и сето тоа. Така да тоа. не би рекла, мислам дека они ќе беа многу стрекни ние ако требаше да го платиме данокот за солидарност во поголем износ. Зошто толку големи профити направи во 2023 банките, целиот банкарски сектор, зборувам, после многу големи ве направија сериозно. На што се должи Видете, прашањето логичното на големите објаснување? профити вака би го почнала. Прво да се навратиме на тоа дека банките, повеќето банки во Македонија котираат и со самото тоа што котираат на берза се целосно транспарентни. Да може да се провери сите, да видите се живо, вклучително некој можеби за обичниот читач и најнебитни податоци за работењето на банката. Значи во нивните извештаи е се презентирано и се може да се најде. Ние имаме многу компании во Македонија кои имаат поврат на капиталот кој што е двоцифрен, над 20, над 30%. Една од причините зашто немаме иницијални јавни понуди, зашто немаме излегување во јавност, па дури и за малцински дел од капиталот на тие друштва, е затоа што никој не сака некој да му се меша. Дури со 10% на собрание никој ќе ве праша. И исто така многу се плашат од транспарентноста. Со самото тоа вие знаете се за банките, ама не знаете за многу други компании во Македонија и многу е полесно и многу повидливо тоа што е транспарентно, тоа да го гледате и тоа да го коментирате. Така што тоа е едниот аспект кај банките, а другиот аспект кај банките од аспект на нивната профитабилност би рекла дека со ова прашањето дали ние би биле среќни ако немаме профитабилни банки кои што еден голем дел од своите профити ги носат во резерви и со тоа обезбедуваат стабилност и за себе и за своите депоненти. Што значи тоа резерви? Нонстоп го повторувате, и гувернерката беше во првиот подкаст од вторава сезона и она зборуваше за резерви, дека бара резервации поголеми, за банките да бидат поконзервативни, да не го извлекуваат, да капиталот, односно дивидендите да бидат внимателни, па имаше едно недоразбирање во 2020 година околу повлекување на дивиденда, па дали сме да се распределили. Не, но зошто? Што е тоа резервација? Малце сега да им објасниме на сите што не следат. Не се резервации. Резервација е друга. Резервација е исправка на вредноста на одобрените кредити. Ова се класични резерви кои што, како и кај компаниите, нели имате капитал и резерви. Најчесто целото како целина се гледа тоа капитал и резерви и се зборува за капитализираност. И тоа што го бараше Централната банка во време на кризата, ние, нели, на сите им е познато, тогаш како банкари малку се побунивме, условно кажано, бидејќи нормално секогаш постои притисок од акционерите
дека треба да се исплатува. Но сега од една друга дистанца гледано, временска, но и од аспект на тоа што се случува кај компаниите во услови на криза, би рекла дека тогаш Централната банка постапи прудентно со тоа што за неколку месеци ја одложи исплатата на дивидендите, во случај да се деси нешто страшно, да има одредена резерва во системот. Значи, бидејќи секоја банка е различна кај нас. Кај некои банки можеби ние, например, имаме банки каде што во тој момент, во времето кога ова беше предмет на дискусија, практично дури да се исплатеше дивидендата, тоа од аспект на резервите нема да беше страшно, бидејќи ние тогаш велевме дека е проблемот и со ликвидноста на граѓаните и предпријатијата. Кај една од банките во која што имате повеќе од 5000 акционери, ако беше исплатена дивидендата, тие пари ќе влезеа во македонската економија и кај населението. И генерално приказната за дивидендите и исплатата во Македонија ние имаме 15.000 физички лица акционери во банки. Вака, 15.000? Да. Значи нема неколкумина онеа банкари со бели крагни, црни фракови, цилиндри кои што стојат и викаат сега ќе правиме пари на сметка на населението, или овде има 15.000 различни граѓани? Број на физички лица регистрирани во Централниот депозитар. Во Централниот депозитар има 14.977 физички лица регистрирани акционери во банките акционерски друштва. Сите банки се акционерски друштва. Значи добро, значи не се тоа неколкумина што ќе го лапнат кајмакот што се вика профитот, туку тоа се 15.000 мали можеме физички тоа да го лица. гледаме и вака и така од различни аспекти, од аспект на износи, од аспект на број на лица, број на акционери и така натака, но ако зборуваме за бројот на физички лица, бидејќи во еден од разговорите беше тоа споменато, тоа е бројката на физички лица. Тоа е бројката. Така што, да се навратам на резервите, резервите се нужни. Ние секогаш како банкари, помеѓу нас и со Централната банка, ќе дискутираме за потребата, дали тоа ќе биде таа стапка на адекватност фамозна, дали ќе биде 12, 15, 18%, дали тие заштитни слоеви кои што континуирано се зголемуваат, треба и понатака да се зголемуваат и така натака, но никој од нас како професионалец не може да спори дека ние значаен дел од профитите можеме да кажем за комерцијална банка во која што сум 30 години и тогаш кога не постоеле заштитните слоеви и кога не биле волку големи капиталните барања, еден голем дел од профитот на банката едноставно по волја на акционерите со предлог на менеджментот се носел во резерви. И во моментот на ниво на систем ние имаме во последните 9 години 114% зголемување на капиталот и резервите. И практично тоа, како што веќе споменавме, е во функција на заштита на системот. Добро ќе беше да имаме поголема капитализираност и кај компаниите, и во односно да има многу повеќе во резерви. Во суштина, вие зголемувате вредноста на банката со ставање во резерва на парите? Вредноста на банката, ако го гледаме од инвестициски аспект, ако го гледаме од аспект на сигурност на системот, тоа се заштити за зачувување на капиталот, за системска значајност, заштитни слоеви против циклични појави. Да, воведуваше неколку така. Последниот беше за против циклични заштитни слоеви. Така, на неколку пати носеше Народна банка, а целта првиот пат кога го направи тоа Народната банка, јас баш пишував на pari.com дека една од целите за воведување на тој заштитен слој, против цикличен заштитен слој, е да се влијае малце на забавување на кредитирањето на стамбената изградба, односно насетува дека почнува да се случува оној раст на цените на недвижностите и нели на 6 месеци применува, со имаше одложено действување од една година од носењето на мерката, па треба која беше 2022 или 3 како беше ја донесува, па стартуваше по една година. Доаѓаме до оној момент, дали со становите не го чепнавме за кредитирањето, сега се враќам од профитите и од за дивидендите понатаму, подоцна малце сакам да ве потрошам, но
Дали може би да станува малце и за балон со цените на становите, бидејќи се изградија многу, не се предадоа, а продадоа многу, има ново изградени, непродадени околу 5-6 станови во Скопје. Дали вие, бидејќи финансирате и како банка, како МБА знаете што се случува, но и како директорка во банка, финансирате изградба на станови, дали се плашите дека може би сепак има некој балон со цениве и со изградбата на становите? Видете, за многу работи не само за становите. И еден имот кој ќе го извршите, ќе го стикнете во собственост, кој го продавате на пазар, не е битно колку вие сте го процениле, вашиот проценител колку го проценил, битно е колку дава пазарот за него. И во тој момент се утврдува неговата пазарна вредност, пазарна цена. Така би рекла и со становите, се додека има побарувачка по зададени цени, колку и да растат цените, очигледно е дека има побарувачка. Ние се уште имаме активна изградба на станови од страна на градижните компании. Во моментот се отворени неколку фронта по Скопје, каде што се градат, условно кажано, капитални објекти за наши прилики, каде што има и пораст на цените на становите и интерес од страна на купувачите. Така да дали е тоа балон, неблагодарно е да се коментира, бидејќи велевме балони и кога стана 1500, па кога стана 1800 евра за квадрат, па сега има и над 2000. Така да ако беше балон, може би требаше тогаш да персне, ама никако не персна. Да. И има непродадени станови, факт, сме го зборувале тоа, но очигледно е дека компаниите кои што во чија што собственост се тие непродадени станови имаат капацитет и финансиска моќ да го издржат непродавањето на тие станови и се уште успешно да функционираат. Така што, од друга страна, исто така, вие го споминавте противцикличниот заштитен слој, кој што е стандарден инструмент, не мора да биде насочен кон експанзија во градежништвото. Ние имавме во еден период феномен на купување на станови не од кредити. Тоа секогаш си постои. Туку трансформација на штедењето во цигли, што вели еден мој колега. Брокерите од Еврохаус што беа тука и тоа го спомнаа дека влечеа заштеди од банките и купуваат станови. Да, купуваат станови, затоа што веруваат дека приносот кој што ќе го остварат од рента е повисок од приносот од камата. И има секакви случаи, луѓе кои што знаеме за случаи, дури јас имав во една прилика состанок со висока представничка на ММФ, која што мислам дека е холандјанка и која што така беше изненадена, да ништо не проговори, тие се доволно умерени, пристојни, да не даваат коментари, но се гледаше на по фацијалниот израз дека е за изненадување кој кажавме дека ние имаме клиенти кои што повлекуваат средства и купуваат од денеш по 2-3 стана. Знаете, на Холандија не знам да му кажете по 2-3 стана некој дека купил. Така што ние го имавме во изминатиот период и тој феномен на повлекување на депозити, купување на станови и целата таа ситуација со стамбената изградба, додека не видиме сигнална промена, очигледно е дека одржлив. Одржлив. Да финишираме тука со дивидендите и со односот кон Народната банка, она е надзор и регулатор и она се грижи за функционирањето. Спомнавме за владата, вие сметате дека не ве гали. Значи дивидендите се делат, завршуваат кај 15.000 и кај поголемите фирми, но и кај 15.000 физички лица. Дали се префрлаа доброто работење на банките, оние високи профити, се префрлаат да бидат дивидендите, односно приносот од акциите на акционерите вносни за граѓаните и за компаниите кои што инвестираат. Не знам, например, на некои банки се 6-7% приносот на дивиденда. Тоа е сепак се смета дека профитна стапка под 8% не е добра за инвестирање, а над 12% веќе станува збор за нешто што е брзо растечка индустрија и сите сакаат таму да инвестираат, а некоја 10% профитна стапка е онака што се вика некоја прифатливост за да се инвестира. Како стоиме во банкарскиот сектор? Се исплати генерално да се инвестира на долги рокови, дали акционерите да се надеваат на добри дивиденди и така?
Па нормално, како за било која сугестија во поглед на инвестиции, многу е тешко. Прво, ако сте банкар, вие кога ќе кажете дека треба да се инвестира во акции од банки, вие не прибирате капитал. Вие давате препорака дека некој треба да продаде за некој да купи. Тоа не се нови емисии и нели не е нов капитал. Факт е дека ако се направи пресметка, приносите на банките се солидни, дивидендните приноси зборувам, и исплатливи. Токму поради тоа што банките голем дел од профитот го носат во резерви, дивидендните приноси, нели како израз на дивидендата во однос на пазарната цена, не се ненормално високи. Тие се во една сосема пристојна нормала, високи, но не тоа што вие велите над 8, над 10 и така натака. И сега тука нормално цената ја придвижуваат, односно влијаат на дивидендниот принос очекувањата на инвеститорите, бидејќи сведоци сме дека одредени хартии од вредност, одредени акции со континуирано тргување се подигна прилично цените, и бидејќи дивидендниот принос се пресметува како однос помеѓу дивидендата и пазарната цена, практично имаме ситуација да се руши на некој начин дивидендниот принос. Но кој сепак кога ќе го пресметате со упростичена цена, пазарна цена на акциите, е солиден и мислам дека банките се добра инвестиција. Банките се добра инвестиција. Односите со Народна банка, спомнав ја во 2020 дека имаше малце натидајми онака трзавици околу одлуката, но се добива впечаток дека Народната банка ги следи сите оние препораки што доаѓаат од Европската централна банка, значи се што доаѓа како стандарди што се надвор од држава, што се европски стандарди, но не гледам во последно време дека нешто многу вас на банките ви пречи како банкарски сектор тоа. Едноставно се прилагодувате, да, некогаш удираат по вашиот профит, односно треба да имате малце повеќе да трнете на страна, некогаш одлуките не се толку добро прифатени на прво, но не гледам некои онака што се вика трзавици помеѓу вас и Народната банка. Би можела да потврдам дека печатокот ви е добар. Дури и она што се случи со одлагањето на исплатата на дивидендата, сметам дека и Централната банка многу професионално тоа си го одработи и дека ние нормално како менаџери, како членови на надзорните одбори во тоа време кои што го состапуваат капиталот, односно интересите на акционерите, секој од своја позиција го бранеше тоа што го бара. Нормално, на крајот на денот е последно одлуката на Централната банка и во тоа време за кој што зборувавме, Централната банка, навистина што ќе кажам, многу професионално си го одработи тоа, имајќи ги во предвид тогашните околности. Генерално, мислам дека имаме добра соработка со Централната банка. Нормално, во еден однос, во семејството да сте со вашите деца, па некогаш ќе имате недоразбирање, еден ќе каже едно, друг ќе каже друго, така и со нас, Централната банка, но мислам, не постои совршена хармонија. Так. Добре е секогаш да има спротивставување на мислењата за на крајот на денот да се најде оптималното решение. Да, сите извештаи и меѓународни и домашни зборуваат за стабилен банкарски сектор и тоа дава една добра визија дека нешто барем во државава е стабилно и функционира, придржувајќи се со некои европски стандарди кои што многу е тешко да се исполнат, но се исполнуваат. И за крајов на разговоров доаѓаме до нешто што нема да го забораваме, а што е важно и за кредитирањето и за банкарскиот сектор, но и за владење на правото, тоа Законот за облигациони односи, пратениците ги усвоија измените Законот за облигациони односи и Законот за извршување, каде што донесоа дека не можат каматите да растат над главнината од долгот, значи ако е 100 денари долгот, каматата може да стигне до 100 денари, односно да треба да се вратат само 200 денари, над тоа веќе нема течење на камата. И второто елемент е застарување на побарувањата, односно на извршувањето, 10 години, после тоа веќе не може да се извршува. Овој
закон за облигациони односи го споменувам бидејќи експанзијата на кредитирањето што ја спомнавме веќе во подкастов дојде во 2007 година 40%. Да, беше ниска базата, па затоа беше и кредитирањето високо, но се совпадна со почнување на функционирањето на извршителите кои што законски беа формирани во 2005 година, а почнаа да функционираат во јули 2006 година. И добар дел од банкарите, па и Народната банка имаше став за тоа, дека функционирањето на извршувањето, односно начинот како што е поставено, возможува порелаксирано кредитирање на населението и на фирмите. Дали сметате дека со измените на законот за облигациони односи и измените на законот за извршување може да дојде до нарушување на онаа леснотија во давање на кредитите, бидејќи нема да бидете вие заштитени во поглед на толку добро заштитени во поглед на наплата на вашите побарувања? За генерално воведувањето на извршителите, историски гледано, беше значаен исчекор во подобрувањето на наплатата, како што вие самите истакнавте. И практично се премина од еден долг период заштита на должниците во модел на заштита на доверителите. Што за било која друга област можеме да дискутираме вака или така, но во случајот на банките повторно ќе нагласам, кога работите со other people money, односно со парите на депонентите, многу е важно тоа што ќе го дадете да можете да го наплатите за да го исплатите на депонентите. И тоа подобрување на состојбите со извршителите од тоа време даде свој придонес на зголемување на кредитирањето и на тоа што претходно го дискутиравме. И да немало многу добри проекти, бидејќи создаден механизам на заштита на доверителите, вие ќе се осмилите да превземете нешто поголем ризик од она што можеби е идеално. Ова што сега се случи, пред се го оценувам како дестимулирање на секој честен плаќач, односно фаворизирање на секој неплаќач. Бидејќи практично банките во денешно време ретко може да дојдат во ситуација дека нема да биде даден на извршители долго време, но од друга страна пак ограничување на пресмитките е исто така еден непазарен принцип. Така што ние дадовме приставка, не помина, тоа е тоа. Сметам дека навистина одредени преседани кои што се прават во системот, без оглед дали зборувавме за фондот за осигурување на депозити, дали зборуваме за ова, сите тие мерки можеби на прва се популистички и тие се во својата суштина популистички, но проблемот не е во популизмот, проблемот е во нарушувањето, во дисторзијата на некои поставени системски решенија, чија што идеја била функционалност на банкарскиот систем, функционалност на основите на и начинот на осигурување на депозитите, функционалноста на законот за облигациони односи и на извршителите. Значи, не е тоа само дали ќе биде нешто популистички или нема да биде популистички. Проблемот е какви други нарушувања ќе направи. Да, сметате дека се наруши сериозно со овие измени и не одлуката на Уставниот суд да реши дека се е според уставот и дека треба да остане на сила. Дори да не сметаме дали е сериозно нарушено со ова конкретно, принципилно гледано не е во ред. Тоа што ви го кажам. Практично ги фаворизирате тие кои што не се ги плаќале од врските. Па тоа се повторува 30 години назад. Една работа е вие да имате ситуации кои што од некакви причини, социјални причини или не знам што некој не можел да плаќа. Социјалните, впрочем, еве со новиот закон за платни системи, тие категории се многу убаво заштитени, предвидено. Значи, има механизми како да ги заштитиш тие луѓе.
тој закон е донесен според директиви на Европска унија, со вистински директиви на Европска унија како да се постапува и сето тоа, и затоа има механизми, а ова беше донесен законот и измените спротивно на препораката на владата која што сметаше дека ќе биде нарушување на владењето на правото, но пратениците го донесоа како закон. Тоа може да има сериозни реперкусии и само да појаснам за сите оние што не пратат, да ги расчистиме работите. Едно е амнестирање на неплаќачите кои што не земале некои пари од доверители, не ги враќаат и не сакаат да ги вратат, а други се случаите со комуналните долгови кои што беа вештачки создадени, кои што требаше да се решат со лекс специјалис, бидејќи беа многу на број и бидејќи немаше логика за долг од едно денарче да има извршување од 15.000 денари со многу действија и со многу камати на камати, но законодавците тоа не го направија, не сакаат да го направат, затоа сите ги ставија во кош и оние што настрадаа социјалните случаи, оние што неправедно треба да платат со оние што едноставно не сакаат да плаќаат. Тука би било крајот на овој подкаст, на овој разговор. Само да напоменам, гостинка ни беше Маја Штериева од Македонската банкарска асоциација, председателка, долгогодишна банкарка, откривме во Комерцијална банка е финансов директор, но овде беше во функција на председател на МБА, исто така предава на факултет, банкарство како што видовме кога ни објаснуваше. Само уште на крај сосема стабилен е системот банкарскиот, да упатиме порака кога ќе почнат политичарите да објаснуваат или некои да повикуваат извадете ги депозитите за да не финансирате ваква или онаква влада или да не финансирате супер профити на големите капиталисти, банкарите и сето тоа, што да им порачаме на сите што не следат како да пристапуваат кон ваквите повици во контрабанкарскиот сектор. Значи, тука имам две пораки. Првата порака е дека банкарскиот систем е стабилен и дека адекватноста на капиталот, која најчесто ние разбираат, е доволно висока за заштита од сите ризици. И втората порака се однесува на известни повици дека банките не ни требаат, кои исто така ги слушнавме во различни кампањи во минатото. Токму и затоа преска ви ги споменав тие три функции на банките за трансформациите на рочната и така натака. Можностите кои што банките замислете тоа да го нема. Така нема да купиме ни стан, ни куќа да изградиме и сите тие работи. Ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам што ме поканивте. Тоа беше се гледаме наредната епизода.